إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى ќе продолжиме со следното поглавие, а тоа е, како што велит авторот Ибн Абдул Хади рахимуллах, бабу ахкамил хадефил акбар. Авторот Ибн Абдул Хади вели дека ова поглавие гласит следното, а тоа е правилата со големата нечистотија. Значи, во ова поглавие ќе напомнит авторот Ибн Абдул Хади рахимуллах неколку хадиси што се поврзани со големата нечистотија. Значи, големата нечистотија, како што велит имам шейх Салих Фаузан хафизахуллах, тоа е джунуб, значи джанаба, джунуплок, исто хаид, месечната менструација кај жените, и нифаз. Нифаз е она крварење после породување на жената. Значи, во тоа време, алейке селам рахматуллах, значи во тоа време кога жената ќе се породит, најдолго време што може да имат крварење шеријатски е се 40 денови. Во тие 40 денови на нејзи му е забрането да се клањат и да постит. Значи, можат тоа крварење да трајат и само 2 недели или 3 недели, ама најдолго што може да биде се тие 40 денови. Ако имат во случајно крварење и после 40 денови, тоа не е крв на нифаз, туку таја е, значи, има повреда, значи во текот на раѓање се има повредено таја жена и таја крв е, значи, на рана. Зашто овде има, значи, овие работи се клучни, важни, и како сопруг ти треба да ги учиш за да бидеш внимателен спрема твоето семејство. Зашто пекамберот салаллаху алейхи ва селам вели дека мажот е, значи, главар, чувател, оној кој се грижи за своето стадо, а тоа стадо е, значи, неговата фамилија. И затоа, значи, толку е важно овие правила да ги знаеме, зашто ти кога ги учиш овие правила, ги земаш со тебе во твојот живот и секогаш, на секое место можеш да ги практикуваш. Можеш да ги ставиш во пракса. Хадисот со број 118, значи ние учиме досега 118 хадиси. Секој еден од нас треба да се прашат од тие 118 минати хадиси, колку сме научиле на памета. Значи, тие што велат, значи, хадиси, ова е хадиси учење. Хадиси со фик разбирање. Значи, со правилата што содржуваат тие хадиси. Барем, најмалото што може да се барат од нас е во секое поглавие да учиме по еден хадис. Значи, тоа е аргумент. Значи, што е знаење? Што е знаење? Кога се збори за знаење? Имам Ибнул Каим рахимуллах велит, знаење е рекол Аллах и рекол пекамберот. И она што го објаснале сахаба, тоа е знаење. Ти имаш можност, значи, да земиш со тебе, барем во секој едно поглавие по еден хадис за утре, кога ќе дојдат такви ситуации, ти имаш за секоја една ситуација, барем најмалце, алейке селам рахматуллах, барем најмалце имаш еден хадис
koji go imaš kako argument. Hadisot je velit ibn Abdul Hadi rahimullah, an Abdillah ibn Salama, an Ali ibn Abi Talib radijallahu an, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. وفي رواية الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا. V ovaj hadis što go prenesuvat Ali ibn Abi Talib radijallahu an velit deka poslaniko sallallahu alaihi wasallam nikoje stanje, nikoja situacija v kojoj se naduvaše nego prečeše da ni čitat od Kuran od nešto ostven koga beše džunub. I dodavat Alija radijallahu an v druga verzija za da ni razjasnit nas što znači to, isto koga izlagaše od toilet. Znači od kupatilo to koga izlagaše pekambero sallallahu sallam, bez da zemit abdest, im čitaše na svojite drugari i sledbenici nešto od Kuranot. Što znači što učimo od ovaj hadis, deka džunupot, koga čovjek se najduva v džunup, zabrane to mu je da čitat Kuran. Da li to je čitanje od napamet, znači da li to je čitanje ona što go naučil, to što go memoriziral, ili ona čitanje od mushafot, od Kuranot. Dve te, znači, vrsti se zabraneti. Znači dve te vrsti se zabraniti koga čovjek je džunup, ne smet da čita Kuran. Ni od njegovi od pamet, ona što ima naučeno, memorizirano, a isto tako ne smet da ga otvori mushafot i da čitat znači Kuran. Nije za žal, znači muslimanite v naše to vreme, vrvat može bi godine i polovina od životot i poveća od polovina nego otvorile mushafot da čitat. Ovdje pekambero sallallahu sallam i sahaba ki prenesuvat ovije hadisi, zašto ti je znat deka ne može jedan musliman da živit jedan den da go pomenit, osven to je čitat jedan del od Kuranot. Zato Uthman radijallahu an veleše, jaz go mrazam onoj den koji mene mi vrvit bez da pročita nešto od Kuranot. Znači, nije velime zašto ne se podobruvat islamski od svet, zašto ne se podobruvat Arapite. Ne. Kaj nas je problemot? Nije treba su ovaj Kuran da živime, da ti bili tebe program, kako imaš ti program da jajiš. Imaš program da jajiš na plan i na večer. To ti je programa tebe. Nego zaboravaš nikogaš. Ne se slučava nijedan den da zaboraviš da ne jajiš. A kako je su Kuranot? Što to je tvoja ta hrana za tvoja ta duša. I taja duša je mnogo povredna od tvoje to telo. Zato u momentu koga tvoja ta duša, znači ti umiraš, tvoje to telo nema vrednost. Tvoje to telo što go imaš ti nema vrednost. Tvoji te ubavi oči nema vrednost. Duli tvoja ta sakana familija velit, dosta je, ajde da go nesime na grobišta. Ova kaže kad tvoja ta duša ima poveće vrednost. Ti trebaš poveke da se grižiš za taja duša. Poveke da mu obvaniš limanje na taja duša. Hrana, za vernikod je hrana. Čitanja Allahovite zborovi je lek. Mnogo luge se vo naše to vreme potrefeni, mentalni problem imat. Duševni problem imat. Šeh Rabija velit koga dođe šeh Abdullah Qar'awi vo samita, to je samita znači blisko na granica na Jemen vo Saudijska Arabija. Beja mnogo bolesti pojaveni, duševni, mentalni bolesti. Što napravi šeh Abdullah Qar'awi? Im go nauči vistinski od teuhid. I počne da go čitati Allahovata knjiga. So vistinsko razbiranje. Togaž odenoš so tek na vreme to isčeznuva tije mentalni problemi i tije duševni problemi. Znači, rabotata je, ti trebaš
Тие жорат по Рукија. Рукија, низ Тетово, низ Гостива, низ Скопје, низ Косово и така натаму. Не бара да се игра некој со тебе. Ти го имаш леко дома твоа. Ама треба малце да се од тебе да се потрудиш. Од тебе страмота, навистина страмота за еден муслиман, страмота за еден муслиман да не знае Аллаховата книга да ја читат. Значи тебе ти си во стање се што од дуњалокот да научиш кога имаш интерес, имаш придобивки. Кога се работи за Аллаховата вера, кога се работи она што ти придонесува тебе во кабурот, значи во кабурот не вреди ни куќи, ни пари, ни семејство, ни деца. Единствено, мен ета би калбин селим, како што вели Аллах Таала, кој иде само со едно здраво срце. Што вели Ибн Кесир рахимулlah? Здраво срце, она срце на таухид и на сунна. Значи, овие правила се, може би некој може да се прашуваат зошто, значи сахаба ридвануллахи алейхим се толку пазливи што ни пренесуваат нас, значи кога се може да се читат Куранот и кога не. Зошто муслиманите беа како еден шејх Халид Раддади во Медина ни кажуваше, во времето на Селеф, кога идеше некој човек во Медина, кога стигнуваше во Медина, куќите на Селеф се тресеа од читање на Куран. Во секоја куќа имаше човек што се кланјат и читат наглас. Оживуваат ноќта, но не оживуваат ноќта со шетање до сабајле на музика и на свадба. Оживуваат ноќта со Аллаховиот говор. Ти можеш да заминиш каде сакаш и да се маниш себе си до намесечина. Никогаш не можеш да го осетиш тоа задоволство, освен она што е вистински искрен во Аллаховата вера. Никогаш, каде сакаш замини. И во Марс, и во Јупитер, што зна каде сакаат да заминат. Никогаш не можеш да осетиш задоволство. Никогаш. Зашто тој што те створил тебе и мене, тој знае најдобро. Тоа е сезнаениот што имаш ти и ја потреба, за да бидиш среќен и спокоен живот да живиш. Затоа сахаба се грижа. Не сакаа нешто да направат што не е прифатливо. Вели шејх Зейд во објаснувањето на овој хадис дека правене викр, значи да викруваш, да го спомнуваш Аллах субхана ва таала како ла илаха илlallah, Аллаху акбар, алхамдулилlah, субханаллах. Ова е дозволено и кога човекот е џунуб. Значи правењето викр е дозволено и кога се најдува човекот во состојба на џунуплок. Но читање на Куранот, тоа е, значи има друго правило. Не смееш освен кога се најдуваш потполно чист. И исто од овој хадис учиме, вели шејх Зейд рахимахуллах, дека муслиманот треба да се побарзат, да биде, значи, да се трудит повеќе за да го отстранит оној хадеф ел акбар, значи она голема нечистотија, значи во овој случај џунуплукот. Значи што побаргу тој кога се случува таква работа, што побаргу тој се трудит и барат можности да го отстрани, да ја отстрани таа нечистотија, за да биде во чистотија, за да може тогаш, дали тоа е во ноќта или во текот на денот, да може да Аллаховата книга да ја чита. И Мелик Салман, кралот на Саудиска Арабија, има секој ден програм. 20 страни од Куранот секој ден ги читат. Тие што кажуваат, значи некои си значи лаги и измислени работи, 20 страници на ден. Тоа е еден џус. Дали е тој во патување или е во неговото седиште во Ријад. 20 страни. Секој треба да се праша себе си, кога ние сме прочитале 20 страни во еден ден.
Имат луѓе во Медина, што идат во првите часови од џумата, после изгревање на сонцето. Сед во џамијата од пекамбарот салам, значи му идат околу 5,5 сати до 6. За тие 5,5 сати 6 го чита целиот Куран. Значи правит хатма. Секоја џума иде тоа му е нему цел живот. Тој не го продава тоа нешто за нешто дуњалокот. Не го става, значи, во опасност. Следниот хадис, број 119, а тој е عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رواه ابن ماجه والترمذي. Во овој хадис кој го пренесува Абдулла ибн Умар радијаллаху анхума, кажува дека пекамбарот салаллаху алейхи ва селам вели: не сме да читат Коран, значи не сме да читат Куран, онаа жена кој се најдуваат во менструација, месечна менструација, и оној кој е џунуб. Шејх Зейд рахимулла велит: во врска со џунуплукот зборевме претходно. Значи во врска за оној кој е џунуб, дали е тоа машко или женско, зборевме претходно правилата во врска со џуноплукот. А во врска со менструацијата или онаа крв кој значи се изфарлат, излагат после породувањето, некој дел од алимите велат дека дозволено е за таја жена да читат Куран она што го има научено на памет. Значи не од мусхафот, да го земат мусхафот в рака и да читат, не, туку оние суриња кои ги имаат меморизирано, тие да ги повторуваат. Зошто најбаргу што исчезнуват е Куранот. Значи она што ги има човекот меморизирано, и ако го заоставит тој Куранот, значи за брго време, за кратко време има да го заборави. Како еден шејх во Медина ни велеше нас: ако ти го оставиш Куранот еден ден, тој те остава тебе една недела. Ако ти го оставиш една недела, тој еден месец. Ако ти еден месец, тој една година. Значи затоа треба врвно. И алимите имаа, значи, дневна програма, пола сат, 1 сат, 2 сата, колку и да е, и малу да е, ама да имаш дневна програма, кој ти не се откажуваш од неја, освен се држиш цврсто во читање на Аллаховата книга. И некој може да мисли: ама јас ќе ги губам тие пола сат или 15 минути. Не. Аллах има да ти дај бериче тебе. Аллах има да ти дај бериче тебе. Во твојата работа, во твоите пари кои ги заработуваш, во твоето учење, ако си ученик, Аллах има да ти дај беричета. Следниот хадис е број 120. велит авторот Ибн Абдул Хади рахимуллах: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم. Во овој хадис кој го пренесуваат Ебу Саид ел-Худри радијаллаху ан, да пекамбарот салаллаху алейхи ва селам велит: кој имат односи со неговата сопруга, и после тоа сакат повторно да ги повторит односите, нека земат абдест меѓу повторување на вториот пат на интимните односи. Значи нека се абдесуваат. Значи препорачливо е, Имран, препорачливо е кога човекот има односи. Значи оваа вера не е вера само во џамија што се учита, или што опфаќаат оние работи само што се ограничени во џамија. Оваа вера опфаќа целиот твој живот.
celio tvoj život. I ovие најдетални и може би најинтимни работи се во нашата вера јасни. Но за жал ние не бараме, значи, некои си луѓе на интернет и не знам каде совети, а во вистина имаме ние во нашата вера се што имаме потреба. Вели, значи, пекамберот салаллаху алейхи ва салем, оној кој има, значи, односи со неговата жена, сопруга. И потоа сака тој во истата вечер, значи, или во текот на денот, значи, поплане се случуваат. Затоа, значи, во исламов забрането и дури за децата после пладне да влагаат кај родителите во нивната соба. Или после јација. Забрането е ова. Зашто може би тие се моменти што тие, значи, ги слечуваат нивните облеки. И може да видат, значи, некои ситуации што може би остануваат во сечавање на тие деца. Ова вера е огромна. Значи, оној кој има односи со неговата жена и потоа сака повторно да повтори, значи за втори пат, така е речено, тогаш е препорачливо да тој да земит абдест, да се абдесуваат. И повторно се, значи, да го повтори за вториот пат. Зошто? Исто и таа. Ова важи исто, значи, и за машкиот, и за женскиот. Одлично, многу во прашање беше, машалла. Значи, што е тајната тука? Што е, значи, скришноста за човекот да се абдесуваат или односно таја жена, сопругата? Што е тајната тука? Што содржуваат? Велит Шејх Зеид во објаснувањето на овој хадис дека човекот е тогаш посвеж, поактивен. Баракаллаху фикум. Да, значи повеќе му се враќа, значи, неговата моќ и сила и свежост, тој е посвеж, се чувствуваат. Кога се измивуваат некои делови од неговото тело, односно и жената. Значи ова требит, колку да имаме можност да го практикуваме. Значи не да го заоставиме. И вели Шејх Зеид рахимуллах, и во случај ако не се повтори за втори пат, неговата нечистотија имат намалено. Неговата нечистотија имат намалено. Следниот хадис, број 121, а тој е од Абдуллах ибн Омар, дека Омар ибн al-Khattab радијаллаху ан саала Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллам: "Аярқуду ахадуна ва хуа джунуб?" قال: "نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد." متفق عليه. Абдуллах ибн Омар кажуваат дека неговиот татко Омар ибн al-Khattab радијаллаху ан го праша пекамберот салаллаху алейхи ва салам следното прашање: дали некој од нас смее да спиет директно во кревет, во постела, а тој е джунуб? Пекамберот салаллаху алейхи ва салам му рече: да, но тој ако пред тоа се абдестуваат. Да, но ако тој пред тоа се абдестуваат. Значи ова е најмалото. Значи најмалото што може да направи. Шејх Зеид рахимуллах што вели во објаснувањето на хадисот? Најдобро е, најпрепорачливо, најсакано, најпожелно да земит гусул. Зошто? И да се разбудит во текот на ноќта, може да чита Куран. Значи, пак може да чита Куран, не да гледат филм, не да гледат фудбал, не да гледат бокс во 3 сабајля. Се су ги поминал со бабајте. Значи, најдобро е, значи, да се гусулит. Ако не может, зашто овде се зборит исто, треба, значи, да видиме и да сватиме ситуацијата во Медина. Значи, Саудиска Арабија е една од оние држави која е најсиромашна држава во светот за вода. Да. Значи, оние што биле на умра, не го осетуваат тоа. Така? Не го осет, не мислиш дека овде имаат вода повеќе од кај нас. Не. Од најсиромашните држави во светот е Саудиска Арабија за вода. Но тие кралови, Али Сауд, толку врвно се грижат за хаджите и умреджите да не им да достасуваат ништо. И не очекуваат од никого да им се речи фала. И нигде не застануваат некоја речи треба да платиш сега.
Така, ако одиш во купатило, по аеродромите, по танкштелина, по бензински, треба да платиш. Таму никој не бара ништо. А тие што чистат, тие се вработени. Треба да се платат. Значи, прва работа, препорачливо да се гусулит. Ако не може да се гусулит, ако немате недостаток на вода, тогаш земат абдест. Но, вели шейх Зейд рахимула велит, но и ако се случит да спиет без да земит гусул и без да земит абдест, нема никаков греф. Значи, тоа е препорачливо. Барем и со абдест да ја намалиш нечистотијата. Но ако се случи ти легнуваш или заморен си, одма и без абдест и без гусул, немаш никаков греф. Ако не се разбудиш, да, ако не се разбудиш, затоа кај муслиманите е значи законски направено, легитимирано да се гусули дженазето. Значи затоа дженазево се гусулит. За вакви ситуации. Може би човеков бил во нечистотија. Кога тој се мие дженазето, му се земат абдест и после тоа му се гусулит, значи тој е тогаш очистен. Тој е тогаш очистен. Следниот хадис, број 122, а тој е од Аиша радијаллаху анха قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. ولرواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. Пренесуват нашата мајка Аиша радијаллаху анха велит дека посланикот салаллаху алейхи васелам кога беше джунуб и сакаше да спиет или да јадит. Значи беше пекамберот салаллаху джунуб и сакаше да спиет или да јадит храна. Земаше, најмалце што правеше, земаше абдест онака како што се земат за намазот. А претходно пред да го земи абдестот, го очистуваше неговиот генитален орган. Значи го очистуваше пегамберот салаллаху алейхи ва салем неговиот генитален орган и потоа земаше абдест онака како што се зема за намаз. И тогаш спиеше или се хранеше. Следниот хадис што ги поврзува шейх Зейд рахимуллах во редењето на хадисите, а тој е عن أبي إسحاق عن سبيع عن أسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير أن يمس ماء. Во овој хадис кој е пренесет исто од Аиша радијаллаху анха дека пекамберот салаллаху алейхи ва селам спиеше, беше джунуб и спиеше без да доприт водата. Значи без допирање на вода, значи ни абдест, ни гусул. Но овде имат овај хадис имат неколку скришни дефеци. Да. И затоа авторот Ибн Абдул-Хади рахимуллах не случајно го спомнуваат целиот синџир на хадисот. Ан Еби Исхак ес-Саби'i. Ибн Исхак ова е алим во историјата на пекамберот салаллаху алейхи ва салем. Но кога иде прашање за хадисите, е слаб пренесувач. И хадисот е поради него, зашто тој вели во пренесувањето عن أبي إسحاق السبيعي عن أسود عن еден мухаддис, оној кој има значи учено и се занимават со науката на хадисот, кога слушат овие тој начин на пренесување, овие се начини на пренесување, кога вели тој ан или енна, овде тој се пазит. Ова е знак на пазење.
Ова е знак ти да се спремаш сега, треба подолго истражување, немој да го земиш ова осудување за овај хадис дали е аутентичен или не аутентичен на лесно рамо, на брзина, не. Требаш овде да истражуваш. Но некој чита, вели тај во овај хадис е во Ел Мухаррар и вели тоа е аутентичен хадис. Значи затоа треба да бидеш спреман, да имаш знаење кога зборуваш. Се на крај, првош, на себе ќе направиш штета, а после на оние кои учат и кои земаат знаење од тебе. Значи хадисот, предходниот, дека пекамберот салаллаху алейхи ва салам се абдестуваше пред да се спиет или пред да јадит, тој е аутентичен, тој е во Бухари и Муслим. А другиот хадис, што следеше, тој не е аутентичен. После тоа, спомнуват Ибн Абдул Хади рахимуллах, следното поглавие, а тоа е Бабун сифатул гусл. Поглавието, начинот како се земат гусул. Доши сега зборевме, значи, во врска со гусулот, дека ти за џуну потребиш гусул да земиш, за да ја отстраниш таа нечистотија. Сега овде ни кажуваат авторот, зашто ти не можеш да читаш овај Куран, не можеш да се кланяш, не можеш да правиш таваф кај Каба. Тогаш ни кажуваат нас, пекамберот салаллаху алейхи ва салам, како се земат гусул, на кој начин се земат гусул. Хадисот 124 велит авторот Ибн Абдул Хади рахимуллах, عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفظ على رأسه 3 حفتات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. Овој хадис, кој го пренесуваат нашата мајка Аиша радијаллаху анха, велит дека кога сакаше пекамберот салаллаху алейхи ва салам да се исчистит од гусулот, односно да се искапит од џунупот, начинот на гусул беше следниот. Прва работа што правеше пекамберот салаллаху алейхи ва салам, ги измиуваше неговите раце. За да сватиме тука како се мислит и што значи тука ги измиуваше неговите раце, во тоа време немаше болери, како и претходно пред 20 години кај нас в село. Така? Така сум израснат. Значи имаш кофа, лонец, но ти кога си џунуп и си имал можеби интимни односи, ако ја ставиш раката во таја кофа и лонец, целата вода е нечиста после. Што треба ти за да исчистиш првиот пат твоите раце, 2 пати или 3 пати, земаш, значи тураш од лонецот или од кофата вода на раците, за да ги измиеш. А после во продолжувањето ставаш раката внатра или 2 грста да се миеш. Но првиот пат за да ги исчистиш твоите раце од некои нечистоти што можат да постојат, тогаш треба, значи, да туриш од таја кофа или од тој лонец. И потоа почнува, значи, измиува, значи, неговиот гениталниот орган го миет со левата рака. Гениталниот орган го миет со неговата лева рака. А после тоа земаше пекамберот салаллаху алейхи ва салам абдест онака како што земаше за намаз. Значи прва работа што? Ги миеше раците. Потоа неговиот генитален орган. И ќе дојде има тука еден добар, важен додаток во другиот следниот хадис. Го миеше неговиот генитален орган. После миењето на гениталниот орган земаше абдест на оној начин како да земаше абдест за намаз. А потоа земаше водата пекамберот салаллаху алейхи ва салам со неговите 2, значи, грста и тураше вода на неговата глава, на неговите коси. Се додека да се осигураше да имат водата стигнато во коренот, значи, на косата.
во коренот на косата. Кога гледаше пекамберот салаллаху алейхи ва селам дека тоа го имат, значи направено, тураше после исто 3 грста над главата со турање. 3 грста. А потоа на целото тело. Кога измиуваше, значи, неговата глава, потоа го миеше неговото цело тело и на крај неговите нодзе. На крај неговите нодзе. Следниот хадис, што се поврзува пред да влеземе во објаснувањето, а тоа е број 125, го пренесуваат Мејмуна, таа исто, ради Аллаху анха, сопруга на пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Мејмуна ради Аллаху анха, сопругата на нашиот пекамбер салаллаху алейхи ва селем вели: Аднејту ли Расулиллахи салаллаху алейхи ва селем гуслаху минал џанаба. Велит Мејмуна ради Аллаху анха, му го приближав на пекамберот салаллаху алейхи ва селем водата која имаше потреба, значи да се гусули. Прва работа што правеше пекамберот салаллаху алейхи ва селем, фагасала кефейхи марратейн ау саласа. Потоа ги изми неговите раце 2 пати или 3 пати. 2 или 3 пати. Thumma adkhala yadahu fil ina. Потоа, после кога ги исчисти неговите раце, стави неговата рака во таја кофа или во тој лонец. Thumma afraga ala farjihi wa ghasalahu bishimali. Потоа му тураше вода на неговиот генитален орган и го миеше со неговата лева рака. Со неговата Thumma daraba bishimalihi al-ard fadallaka dalkan shadid. Потоа кога го изми неговиот генитален орган пекамберот салаллаху алейхи ва селем, со неговата рака триеше вака и тоа тврдо триење на земја. За да не остане никаква нечистотија. Да. Зашто ти во моментот кога го измиуваш, во тоа време, брат, нема шампон. Замислиш ти дека, значи да не остане никаква нечистотија со земјата. Да се исчистит. И ти треба да сватиш дека во тоа време немаше тепици. Значи домовите да имаш и тепик дома. И во многу пренесувања немаше ни кровови. Отворено небо. Отворено небо. Алейке селам, рахматуллах. Значи, беа на отворено небо. Thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salam. А потоа зеде абдест пекамберот салаллаху алейхи ва селем онака како што земаше за намаз. Thumma afraga ala ra'sihi 3 hafanat malul kafi. А потоа 3 полни грста со вода ги тураше на неговата глава. Thumma ghasala sa'ir jasadihi. Потоа го изми останатиот дел од неговото тело. ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. Потоа пекамберот салаллаху алейхи ва селем се оддалечи малце настрана од она место каде се гусулеше и ги изми неговите нодзе. Значи местото каде се гусулеше, значи беше долу земја, се мокреше земјата. Може би има некоја нечистотија паднато. За да не остане таа нечистотија во нозите, се отстрнуваше настрана и ги миеше неговите нодзе. Ги миеше на крај неговите нодзе. Thumma ataytuhu bimindilin faraddahu. А потоа му дојдов со пешкир и ми го врати. Зошто во другите ривајати се пренесува дека пекамберот салаллаху алейхи ва селем со неговите раце, значи сушеше неговата, сушеше, значи водата на неговото тело што беше. Но ова не значи дека пекамберот салаллаху алейхи ва селем тука не го прима пешкирот да ти да не се бришиш после чистење, после туширање, да не се чистиш со пешкир. Дозволено е потполно. Шејх Зеид рахимуллах вели во објаснувањето на овој хадис дека овие 2 хадиси, хадисот на Аиша радијаллаху анха и хадисот на Мејмуна радијаллаху анха, кажуваа, значи, начинот како се чисти човекот од џунуплок. Односно, како се чисти жената од менструациите и од значи после пораѓање, тоа има еден збор, значи вохенбет, значи после месечната или
постела, значи во тоа време таа жена не сме да се клањат, значи после пораѓањето, како се чисти на овај начин, како е опишан значи во хадисот на Аиша радијаллаху анха и во хадисот на Мајмуна радијаллаху анха. И тука кажуваат исто, вели шејх Зед рахимуллах, не учат овие два хадиси, важноста врвна како човекот да се очисти, за да биде во чисто стање, за да може во секој случај да го читат Аллаховата, да ја читат Аллаховата книга. Значи тоа е важно, за ти да бидеш чист, а после таа чистост, значи да можеш Аллаховата книга да ја читаш Аллаховата книга. Од оние работи кои ги спомнува шејх Зейд рахимахуллах во објаснувањето на хадисот, а тоа е дека начинот како се гусулит е првин се препорачливо е, првин десната страна од телото е измиуваш до нозите долу, а после левата страна. Значи ова поможност, ако ти некогаш заборавиш или не си внимателен, немој после мислиш дека немаш гусул, имаш гусул. Но препорачливо е да почнеш со десната страна од телото, значи десната страна од главата, раката десна, ногата и после левата страна. И потоа вели шејх Зейд рахимуллах, си пажлив многу да водата да достигне до секој дел од твоето тело. Например во папукот внатра исто и други, значи места на телото што може би водата не може да достигне така лесно. Значи ти требаш секој дел од твоето тело да го измокриш. Не да го земиш ова значи на лесно рамо. Начинот овде кој е опишан во хадисот на Мајмуна и на хадисот на Аиша радијаллаху анхума, тука начинот е значи онај кој е најпрепорачлив, да земиш абдес првош и потоа се гусулиш. Но можеш, во ситуација е можно и дозволено и валиден е твојот гусул, само вода туриш на тебе цела. Да го измокриш цело тело. Или да влезеш во море, или во река, и го измокруваш целото тело. И тоа значи потполно во ред. Некогаш, пример, ти си во штрес, се брзаш, имаш само неколку минути. Ти подобро во тие неколку минути да земиш гусул на таков начин, оче да замениш на работа и си во џунупа. Да. Значи треба да се пазиш. Зато муслиманот е, значи, има разбирање во верата. Значи е внимателен. Спрема ситуацијата, така исто и делуват. Спрема ситуацијата, така исто и делуват. Важна работа, што две важни работи кои ги спомнува тука шејх Зейд рахимахуллах, а тие се кога ти на почеток ги измиваш твоите раце, после го миеш гениталниот орган, потоа, значи, земаш абдес онака како земаш абдес за намаз, потоа се гусулиш. Овде сега ти треба да пазиш во текот на твоето гусулење да не го допреш твојот генитален орган. Затоа го чистиш и него на почеток. Ако го допреш твојот генитален орган, требаш кога ќе завршиш со гусулењето, уште еднош абдес да земиш. Значи, некој во Медина, кога спиеше во часот, еден професор имаше, му го фрлаше пенкалото и тој сакаш да му го врати дваке, тој велеше не таке, ке дојш ке станеш и му го даш пенкалото враца. За му се расипи сонота. Фахимте? Така. Значи, професор му го фрлаше пенкалото и нормално ученикот сака да му го врати дваке. Исус се фрли, маше, не, стани, донеси ми го овде напред. Да му излезе сонота. Значи, тука треба да се пазиш во текот на гусулењето, да не го доприш во генитален орган. Зашто ти на почеток имаш изчистено више, ти немаш работа со него. Ако го доприш, може да се случи непазливост, брзање и така натаму, тогаш треба а она кој збореше во текот на училница, во предавањето, требаше да дај по еден ријал.
Секое зборење е 1 ријал. И на крај на семестро се збира 500-600 ријали и значи донесеше професорот нешто блажени работи така натаму. Ме разбра? Така. Значи, да не го допред неговиот генитален орган. Зашто ако го допред, тогаш треба да преземи абдест после гусулењето. Не да појде на џума после. Се нема тогаш е абдест. Втора работа што е важна, а таја е за оние жени кои имаат плетенки. Значи, плетенките се плетат тешко, бараат време, одземаат време и одплетувањето на плетенките исто земаат време. Тогаш е дозволено во таа ситуација да не ги отвара незините плетенки. Туку важно е коренот на косите да биде наквасен мокар. Следниот хадис, број 126, го спомнуваат Ибн Абдул-Хади рахимахуллах, а тој е عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحث على رأسك 3 حثيات ثم تفيضن عليك الماء فتطهرين. Во овој хадис кој е пренесет од сопругата на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, Уму Салама, од Уму Салама радијаллаху анха, дека таја му се обрати на пекамберот салаллаху алейхи ва салам и му рече: ја Расулаллах, јас сум жена која плетенките цврсто ги врзуваат. Дали треба ја тие плетенки да ги одварзам во текот кога се гусулам од џунуплок? Тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва салам му рече: доволно е за тебе да ти 3 грста со раце на твојата глава да ги туриш, значи и да бидеш осигурана дека тоа значи има достигнато до коренот на косата и потоа се капиш значи во целиот дел на телото и тогаш си чиста. И вели шејх Зейд рахимуллах, затоа важно е значи и да се пази жената требит да водата да достигне до коренот на косата. Водата да достигне до коренот, да биде пажлива, не да го земи значи на леснотија. Се тоа се поврзува значи дали е човекот или таја или тој чист или не е чист. И последниот хадис кој ќе го учиме вечерва, а тој е од Аиша радијаллаху анха. И ако пазиме ние сега, кои ги пренесуваат овие хадиси на начинот на гусулење? Сите се сопругите на пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Што значи дека тие беа во тие интимни, значи приватни средби со пекамберот салаллаху алейхи ва салам. А ова е врвно важно за нас, за умметот до судниот ден. И затоа значи страмот не сме да биде причина кој те пречи тебе да прашаш прашање за твојата вера или причина да го пренесеш знаењето. Значи не треба да биде пречка за тебе или за мене. И затоа вели пекамберот салаллаху алейхи ва салам, 2 врсти на луѓе тие не учат знаење. Оној кој е срамежлив и оној кој има значи голем штилок, кибр, чалам. Значи тој не прашуваат, не сака да се понижи тој. Но како што велите имам Шафија рахимахуллах, подобро да поминиш 1 час во понижување, ошто да останеш целиот живот во незнање. Зашто ти да седнеш сега тука кај мене е еден начин понижување. Нарочито кој е постар човекот во година. Ако не сте нема навикнато на учење, еден начин на и ти кога одиш кај некој шеих, кај некого, ти треба значи еден начин, нарочито луѓе кои мислат дека имаат знаење. Ама ти кога ќе поиш во Медина во училница и мислиш дека имаш 10 години ислам учено кај тебе дома и седнаш во училница, сите се подобри од тебе, тогаш сваќаш си колку мала муфка. Мифката е така. Или ош кај шех Аббад, кај шех Абдул Мухсин ел Аббад во џамијатот пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Гледаш луѓе кои го следа шехот 40 години се со него. А ти уште не знаеш а да речеш по арапски, елиф. И овде затоа фитната голема за оние луѓе кои се излагаат во YouTube на интернет. Значи ки многу брго мислат дека имаат знаење придобиено.
Ne. Ovdje treba godine. Ovdje treba da baraš godine znanje, da gi navikneš tvojite kolenici pred alimite. Ne ide to za mjesec i dva. Kako v Germanija šo pravi je za bludnicite, velja, dojdi kurs da ti pravim. Jedna nedelja kurs i možeš da izleziš ti posle na ulica praviš daveta. Kaj si našao ti to? Znači, ako pazime pak da se vratime nazad, koji gi prenesuval hadisite, tije se tokmu soprugite na našoj pekamber sallallahu alaihi sallam. Ovo je hadise, znači, je od Aisha radijallahu anha, deka Esma bint Šeklin, znači dojde jedna žena od Ansarita, njezino to ime biše Esma bint Šeklin. Ta go praša pekamber sallallahu alaihi sallam sledното prašanje, to je Sa'alat an-nabija sallallahu alaihi sallam an guslil haid. Go praša pekamber sallallahu alaihi sallam kako se čisti ona žena od menstruacijata. Znači, kako se čisti jedna žena od menstruacijata. Znači, ovo je visno sramežljivo prašanje. Može da se zastrami čovjek. Plus, ovdje ti ne prašuvaš filana i filana, ovdje go prašuvaš vodič na decata demovi. To je Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam. Sejjidu veledil Adam. Go praša pekamber sallallahu alaihi sallam kako se zema, znači, kako se gusulit, kako se isčistuvat od menstruacijata. Toga mu reče pekamber sallallahu alaihi sallam. تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتحسن الطهور ثم تصيب على رأسها فتدلك دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقالت سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. Ovdje Esma go praša pekamber sallallahu alaihi sallam prašanje, to znači vo vrska za menstruacijata kako se isčistuvat. Pekamber sallallahu alaihi sallam mu kažuvat, ne mu velit, zemat jedna od vas vodata i zemat sidratiha. Znači zemat nešto, znači misk, parfum što imat, miris. Zašto krvta na menstruacija, krv je, znači, koji ima neprijatna miris. Za da se očistit, znači nije ne trebi cega da gledame reklami denešne, da ni kaže nas tega trebiš da zemiš parfum i da se očistiš i da imat prijatna miris. Ova nego kaže, pekamber sam pred 1440 godini. Znači, zemate jedna od vas vodata i isto zema, znači, nešto parfum što imat. Za da možet vo onije dela kad ima dopreno krvta da pomini, znači su taj miris, prijatna miris. Esma, kako da ne go razbra pekamber sallallahu alaihi sallam, što sta kada i kažit? Toga ša Aisha radijallahu anha što beše prisutna tuka i što slušaše razgovorot, mu reče na neizi, znači ke slediš, tragite na krvta. Znači, najviše tragi imat vo genitalni od organ, a potom može biti i vo nogata ili nešto. Znači, kad gi slediš, tragite na krvta, za da se odstrane isto i taja neprijatna miris. I potom, kad se isčistiš na najdobar način što možeš. I pak pekamber sallallahu alaihi tuka se fokusirat vo vrska so kosite na glavata. Da se isčista dobro, intenzivno. Za da dostignit vodata do korenot, znači na kosita. Bidnillahi ta'ala se zadovoljujeme so toliko do ovaj hadith i idnjo ders, ke продолжиме со поглавието на тајеммум, znači kako se zema tayammum. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.